На Република Македонија, почитувани представници на медиумите, вака зборуваше не така одамна Зоран Заев. Доколку социјалдемократскиот совест нели така дојде на власт, може ли да даде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Неговиот татко, дедо и во неговите деца. Нека суди македонската јавност со каков човек имаме работа. Ова беше она што го ветуваше Зоран Заев, но на Македонија и донесе така наречен договор за капитулација. Ова значи дека секој еден збор на Зоран Заев не вреди. Дека секој еден став, негова изјава, не вреди ништо. И дека лагата, измамата и манипулацијата е неговото примарно делување. Во само неколку месеци тој направи драстично менување на ставовите, но таа негова смена и прави непоправлива штета и неповратна штета на нашата татковина Република Македонија. Овој пат влогот не се компаниите од Струмица или некој фамилиарен бизнис, или пак државни тендери кои по правило ќе завршат кај некој од власта. Овој пат цената на неговото капитулантско дело ќе ја плаќаат граѓаните на Република Македонија и ќе ја плаќаат со нивната достоинство и чест. Ова е апсолутен пораз на македонската дипломатија во секој поглед и никако не може да се прикаже како победа. Воено ова е изневерување на очекувањата на граѓаните. Имаме министер за надворешни работи, името му е Никола Димитров, кој е учесник во оваа капитулација и кој најави дека ако тоа помогне, ќе си поднесе оставка. Еве го тој момент, господин Димитров. Првиот почетен чекор е вие да си дадете неотповиклива оставка поради капитулацијата која што ќе се обидете да им ја прикажете на граѓаните како победа. Ако пак Зоран Заев покаже дека е подготвен ова, тој покажува дека е подготвен и на се останато. Откако е премиер, видливо е дека Македонија губи. Губи дел од својот идентитет. Губи делови од атрибутите на она што нас не дефинира како народ, држава и граѓани. Го менува нашиот идентитет. Го менува она што нас не дефинира како држава. Уставот на Република Македонија. Тоа е нешто што јас и партијата ВМРО-ДПМН не можеме да го прифатиме, ниту ќе го поддржиме. Затоа што јас верувам во принципи, верувам во вредности, а принципите се она што нас не дефинира како луѓе и политичари. ВМРО-ДПМН нема да поддржи промена на уставот, а со цел промена на уставното име. И ќе се спротистави со сите демократски и правни средства против овој капитулантски договор. Работата е пресериозна и сите имаме одговорност кон нашата држава и граѓани. Затоа денес побарав итна средба со претседателот на државата, господинот Ѓорги Иванов, кој предводи една од институциите која е дел од државноста и интегритетот на државата и каде што ќе разговарам за ова суштинско прашање. Воедно, ја користам оваа прилика да побарам и средба со премиерот, господин Зоран Заев, на кој очекувам да ми биде доставен пишаниот документ, односно она за што се согласил со неговиот грчки колега Алексис Ципрас. Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН останува со вас, останува со Република Македонија. ВМРО-ДПМН останува на страната на интересите на Македонија и на сите вас. Ви благодарам.